Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. И уште не можам без тебе да се навикнам. Со денови, дали знаеш ти, тешко заспивам. А не можам ни да помислам дека друг те милува. Боли убива што си негова, а јас те сонувам. Лесно ти е тебе, секогаш можеш да ми се вратиш и во било кое време мене да ме оставиш. Лесно ти е тебе, ако си одиш, нема да вратиш и за еден ден ти се ќе заборавиш. Кај ќе оставате са гитари, Кире? Додека си оставате гитари, да ги поздравиме гледачите, да им посакаме добра вечер и добре дојдовте во уште една дружба на телевизија заедно со Кати и со Ненад и со нашите гости. Денеска Браво Бенд, имавте можност да ги видите дел од Браво Бенд, затоа што и тие се повеќе члено семејство. Да ни речам шест. Да. Да, нели можеме вака убаво да се разбереме, видиме и снимиме и испееме. Се разбира се одлучивме за двајца од вас, другите нема да ни замерат, него ќе ги поздравиме. А ова недела имаме војна на бендови, може слободно да кажеме. Чекај, пред војната на бендовите, само да им кажеме браво уште едно на македонската ракометна репрезентација за она што не радуваат. Значи чекавме сите во очекување на тоа колку ќе биде резултатот. Победивме со 5 разлика. 39-34 Македонија под стрес, Катар. дали ќе биде изедначено, дали пошто Катар сепак. Почна како Австрија, така, утакмицата. Како Унгарија. Статистичките веќе ќе излезеш што податоци. Така рекоа коментаторите, колеги. Колешке, вака ако тргнеш ќе те викнат во спортска после со Не, во анализи. спортска можеме само да анализираме кој е убав, а кој не е убав. Толку ја од Да не, ама многу ми почна така ти со, нели, кој како почна Убав, не убав, акција. убав, не убав, убав, не убав. Не сака, не ме сака. Добре, Чекай, сега да спомна ги- војна на бендови, Да. нормално во наводници, Во наводници, затоа што да. некако Ни спонтано оваа недела така ни се погоди да имаме навистина бендови секој ден. Утре ќе прекршиме, но утре за утре. Ајде сега со Браво Бенд. Добре ни дојдовте. Кире Денов и Александар Трајанов се дел од, да, Кире и Александар, да, се со нас оваа вечер. Ви благодарам што ни дојдовте и не удостоивте, нели, со вашето присуство. Благодариме на поканата. Веројатно имате се уште обврски околу и вам вие 25 веќе заокружена со... Да, веќе да. Не, Правата па, вила. квалитетни бендови, Кате. Постепено веќе Вчера Либера бен беа и ни рекоа дека и 26-та дека. Почнуваш од Да. Ле. Така е. Доброто е што после толку години, нели, си останувате со популарни, барани и уживаат сите оние кои Па се уште се држи. И се држите, така е. Додуша не сте вие престарени, него многу млади сте почнале. Така е. Така ли? Така е. Добро, кажете ми што прави Браво Бенд после Нова година, пост Нова година. Ве фатили депресија малку? Зошто? Затоа што претходно бевме сите еуфорични, сега малку помалку настави, малку помалку работи или не? Не фати депресија, се одморивме малку. Се одморивте, да. Една Колку имавте недела. одмор? Една недела? Да, една Па, недела и добро. продолжувам. Да. Оваа недела искористивме за промоција на новата песна, нели? Тука сме и тоа да го кажем. И тоа постпразнично. Пуштајте режија да го гледаме спотчето, Да, додека ти еве вака раскажувај. си зборуваме за Ти новите раскажувај. И така, одморивме една недела, сега ќе продолжиме, ќе се припремиме и здравие продолжуваме. Турбо, да. Да. Ајде ја гледаме ли? Сак ја Ќе видиме. ја видиме, не е тоа никаков проблем, Еве. но навистина е
за Босит, кога бенд кој што буквално скоро секој ден има настап, да може да размислува за нови проекти, да успее да најде време да сними спот и тоа да се тера паралелно, па после тоа си бара гостување по телевизија. Заправо секојаш доцниме. Обично ќе кажеме дека за 3-4 месеци ќе имаме нова песна. Еве, веќе имаме неколку предлози, ги слушаме и веќе селектираме. И аз можеби следната недела ќе ја отснимам како вокал. Добро. И потоа сите други работи ќе се растргнат. Додека стигнеме до крај, да. А кога чувствувате потреба дека треба нешто ново да се издаде? Го мерите тоа според ангажмани или не тоа е на страна, си се настапите, нели? А ова друго си го некако калкулирате на друг начин? Искрено, тоа го правиме заради наша желба. Затоа што сакаме да оставиме нешто наше. Можеби нешто публиката ќе препознае, па ќе стане како овие денес што се evergreen. Можеби некогаш некоја наша песна ќе биде evergreen. Само заради тоа. Тоа е наша Па еве и оваа со која што почнавме да потсетиме публиката, ако не се сеќават, да, стара ваша песна, која што сите ја знаат. Да, 20 години стара. Тоа мислам дека е и првата песна на Браво Бенд. Ја свирите на настапи? Да, ја свириме. Секогаш или? Секогаш, скоро секогаш на старт ја свириме, пошто е лабава тивка и е добра за почеток. Така е. Колку се промени работите во Браво Бенд низ годините? Колку време постои и кој е сега од оние постари понови членови, ај малку? Од најстарите членови е само Дени Бумјаров. Само Дени? Поздрав, Дени! Само тој остана. А бендот постои, функционира повеќе од 20 години. Значи околу 22-3 години, јас колку што знам. Пошто ние бевме колеги на факултет. Па така таму знаевме, нели, дека постои Браво Бенд и од кога постојат. Јас им се приклучив некаде на крајот на 2012 и јас сум веќе, може да кажем, староседелец. Така е? Да. Сениор. Да. А јас сум највозрасен, сум најмалку стаж. Стварно, Александар е колку има Најнов член, да. Кога дојде пред 3 години, така? Така е, да. 3,5 години, да. Така е, добро. Да ги поздравиме другите. Дени го поздравивме, кои друг е за поздравување? Уште тројца ни фала. Дени, Гаго, Мици, на прекар, нормално. Дени, Гаго, Мици и Моцо. И Моцо. Добро. Кога станува збор за шеска и кога треба да нешто, нели, да се одлучи што како? Како? Строго парламентарно. Тоа, Ливаро Бенд. Ама чекај, Ливаро Бенд се пет, па петиот одлучува. Вие кога сте пата, што правите? Случаен минут. Па ние генерално најверојатно сите имаме исти вкус. Добро. Не сме имале таков проблем. Аха, со 3-3 не, а? Не. Генерално секогаш сме најверојатно и едногласни. Секогаш како да имаме иста идеја. Дури последните песни кога ни ги нудеа, ќе ги слушнеме сите сме сами. Секој по дома, да, и си слуша и имаме Вибер група и на неа ќе пишеме, знаеш. Океј. Се допаѓа нели. Добро е. Јас сум за и сите пишат за и готово. Тоа е тоа. Се усвојува. Се усвојува предлога. А што се несува до стилски и работа на нови песни, менувате тим, заедно учествувате во... Последните 3 песни го сменивме само авторот на последната песна. Македонски автор е Весна Малинова е автор. Супер. На музика и текст, а тимот што го работеше продукцијски е истиот тим. Од соседна Србија. Да. Добро. Успеавте таму со напредходната за која што зборувам на српски, нели направено? Успеавте да го пробиете и тој пазар, како да кажам, па да ве барате? Па генерално имаме свирки и таму, но тие свирки најчесто се еве ако збориме за свадби, обично се мешани бракови, македонци и срби и така. Да, па тогаш и наоѓаат заеднички јазик, да, генерално така. Да. Мене ми свираш, ама не овој состав, него другиот состав на Браво Бенд, нели оној кај што Дени е само дел. И тогаш беше буквално Браво Бенд и Арија, мисля че ни во тоа време, 2005, 2006, 2007, беа најбукирани. Си уште го држите тој примат на најбукирани, да речеме дека бе бара заради така? Да. Одлично. Кога ќе започне сезоната, знаеме по 15 дена да не се вратиме дома. Освен, да, идеме на работа, пошто сите сме вработени. А сите плюс работите? Аз работиме сите, да. Одиме на работа, спиеме и свириме. И ништо друго. Добро. А родендени, деца, све тоа, како тоа? Свадби. За тоа се договараме. Вие Предходно по знаеме свадби некои датуми. на роднини, на пријатели нема да идете? Па повеќето ги свираме.
А тамо сте и гости Таа работа роднина да ангажира друг бенд. скар за Тоа цел како живот. може? Не воедно, да. Па не ти идам на свадба. Ма не доаѓа мич. Предходната година ни се случи. Оваа година имаме иста случка. Негов братучет се жени. Ќе ја свириме. Предходната година моја братучетка свиревме. Свиравте и гости Цело свират. семејство е тука сме и ние и свириме. Пола на оро, пола на... А јадеш на пауза? Да. Па добро. Добро, супер а тоа. Не но гледаш. Да мотове само барабани, чека да се фати тој. И се враќа после. Ринги, ринги, ринги. Добар филм е ова. Добар. Океј, Па да си добар. продолжиме убав муабет. Си почнавме, ќе Добар си им е продолжиме и планот. така. Добар им е план. Кој? Па тој со 2025 ти ладно. Па супер им е планот. Тоа е млади дечки бре, остајте Така и е. они што толку време постојат. Гледаш само ротираат, само ги пензионираат и нови. Да. Подмладок. Кој како? Подмладок, така е. А генерално сме генерација. Генерација си да? Браво. Горе доле да. Да. И веројатно тоа се контактите од музичко. Па да. Од средно и од факултет. Да. Супер. А како тешко ли е да се функционира во бенд? Посебно ако сите се од различни градови како нас. Како од различни градови? Ние сме сите од различни градови. Еве јас Во сум од Велес се состануваат на бенжинска. Ти Александар? Кочани. Кучани? Мирослав е од Пробиштип. Добро. Момчило е од Кавадарци, но живее во Скопје. Ајде, тоа е Добро. окей. И Дени е Дени. од тука, да, и Дени. Да. Добро, ма Значи, сите они тројца стената се- му од таа страна, значи. Да. Значи, И кај се чекате? Замисли некој од струга да има. Уште ти се чекате? Ќе требаше стално на Viber да го вклучува. јас ќе ги чекам, ќе ме соберат и продолжувам. Продолжувам. Да. А што ти без Поточно- зборно место? Чардаклија. Ете. Да, Тромеге, да. Така е. А ако имате настап во Охрид, што може ти се чекате? Македонка во Велес. Има, пари, пинт, знаеш. Добро. Ајде да продолжиме. Ајде. Кој е најсмешната работа која што некогаш сте ја купиле? Ајде да видиме, музичари, што купувате, што смешно сте купиле, сте си дозволи. Купувате од овие кинески? Апликацијна? Не се сеќавам што сум купила да е смешно. Не се сикаваш? Не. Ништо што не ти Па не, требало да си го затоа купиш? го врзав прашањето дали купувате од кинескиве продавници, кај што гарант нешто, па да не ги Да. спомнам, нели, преку Да. на AliExpress и така натаму. Па да. И гарант нешто нели ќе набодеш кое што мислиш дека ти треба, А врз ако ќе ти да. стигне Е, за таква глупост. Јас купив некој ефтин тюнер, штимер за гитара и уствари само кога сум сам функционира. Ако сум во гужва кај што баш ми треба, свати дека такви работи не се не работи. нарачуваат. Да. И потоа си купив. Во музичка продавница. Жици исто имав порачан од Добро. такво и не беа Не беа добри? лошо. Лошо, а? Смешно е. И па ете, тоа е Ето, смешно. најголема глупост. Ако е тоа глупост, да. Па глупост затоа што не го глупост, да. користиш, си го Па мислиш мислел дека ќе е- добиеш нешто Да, профи, да. а уствари Добро, нема нешто врска. Да. аматерско. Ја знаеш што имам нарачано? Од таа прва Витлери. паша. Не. А микрофон, од оние старинските микрофони. А, добро, Знаеш. како декорација. Да. Веројатно не проба да работиш Па со него. добив декорација. Па и Требаше декорација да е. работи. Па требаше да работи така Ништо пишуваше што е таму. технологија не се нарачува од таму, од такви сајтови. Па кажи. Па еве сега ќе кажам, А тоа си што нарачал? ништо, тоа не е професионално, се е тоа и Нека што е пак најтрагично, за 10-20% ќе го најдеш во наша продавница, кое што поквалитетно е и кое што Да. ќе ти служи многу повеќе. Па сум нарачал оние звучници, Bluetooth, нели и така натаму. И сваќам дека А ќе има и 200 гаранција. денари сум заштедил, а при тоа нели обавезно нешто ќе ти откаже. А во продавница тука да го купиш, имаш и гаранција како што споменавме и едноставно е поквалитетно. О, не, ти си се зезнал, значи не сум сама. Сите сме се Добро. зезнане, па мора и да се зезнаме, така се Така е, учи. така се учи човек. Кога би можеле дечки да имате некоја супер моќ, која би била таа? Или која би сакале, не? Да. Што би сакал? Навидум смешно, но Воопшто не е суштински смешно. кога ќе размислиш, може да излезе убав муабет. Малку може баш смешно да звучи, меѓутоа би сакал да има моќ. Секој што има некој здравствен проблем да му го реше. Да, Таква моќ. посебно во денешно време, бога ми. Не како доктор, туку како магионичар. Така, Да, не да го лечиш, него да му речеш од утре здрав си. го Тоа е здравуваш. најдобро, сигурно. Да. Добро, супер моќ ти е таа.
Добро, Александар? Исцелител. Исцелител. Сега више ќе преминеме во друго. Да, у шега, да. Да. Па не така, ако не речеме, нели сега? Како? Киро изцелител. Кире. Кире исцелител. Исцелител. Добро. Да. Александар? Кире банана. Кире банана мен да видиш. Техно исто се сложимо со Значи, Кире. добро, ти одиш на херојски да ги решаваш проблемите, така ли? Да. Па добро, не ти е лошо. Тоа му е добро за што го кажа. Да. Добро. Одиме малку на патување. Вика, кога би можеле да патувате, каде би сакале да одите? Отидете. А не сте били. Ја обично сум локалец. Може, до 1000 километри у круг, може. Повеќе Стварно? не, да. Зошто? Па, немам поим. Страв ти е? Не ми е страф, ама немам таква желба. Може би заради тоа што цело време сум со луѓе и сакам да сум сам, осамен, па најдобро ми е дома. Мисли на а не дека не на некој патувам, остров да. под Палма. Да, Тамо сам ќе дури бидеш. сега овие 7 дена пред, нели, кога одмарав, Да. ги искористив за патување. Патување. Да. Ама поблизу. Па да. И Палмава и Островски. Да. Како може? Значи, 1000 километри, тоа е тука Па Европа, можеш, така? да, можеш до Егејско, Црно, Аха. Јадранско море. Крugче. Да, можеш до Италија и И тоа, тука си, и да се вратиш пак уште. да. Добро. Александар? Исто јас како Киро на... Не сум по Не шетањето. сум по... Не Се си. разбира, ако имаме прилика да летнеме преку океанот, нели, за некоја да, свирка да. или слично, сигурно нема да го откажеме Да. тоа. Па и другите од бендот ќе ни речат, дечки, вие сте двајца. Ќе одиме четворица. Слободното време... Ќе најдеме, Аранжер, ќе најдеме за мене. Како се викаше тоа Гостин, како да се смеевме пред некоја емисија? Каков гост? Гостин од друг бенд. Како, ама имаше како ама имаше си го Да, кажува. како рече, Гаца рече, ама како е за... Не. Ох, не Не што гостин музичар. не битно. Гостин во бенд, Значи ќе ви нели тоа најдат мисли во гостин бендот, во ама си- бендот за да не мора вие да одите, така ли? Тоа Да, што и заменски кажете. гост. Заменски. Заменски. Зашто не го Заменски правиме музичар. тоа? Да, музичар. Ако некој е исклучително зафатен на некој датум, ќе го тргнеме тој датум и не одиме без него. Не Одим одите да. стрикно екипата што ни... Да. Сите одиме заедно, секогаш. Многу ретко. А не кога Ќе се се случи најде некој да една е песна. болен, што се кажувате настапа, кој е Па- веќе настигнат, не може Ке да дојде настина, Не, што? ќе користиме некакви дополнителни средства. Ќе одиме на инекции, инхалации. Стварно, само да биде тука. Ќе Само биде да тука, бидете заедно. И ќе биде тука кога ќе треба тоа. Што треба да го зависи од него направи. да го направи, да. Браво. Еден Браво. прелаз или еден акорд. Договорот на бендот така пише. Така. Браво. Браво Па тогаш. добро, да, тоа не е лошо. Да. А чекај нешто друго кога сме ке бендов. И тука сте, или кога сме бендовски веќе кумови, старосвати, Не. врзани сте? Не? Не, Не се тоа врзани ни се сте, така? случи предходно. Во пред да се предходните. составиме, да. Така. Јас влегов во бендот 3 месеци од кога се оженив. Темпираше, те не ги викаш. Тоа е добро или лошо? Па не Вака знам. од пракса. Не знам, немам пој. Не сум имал некој толку близок во предходен бенд или сега. Сега вака од да сме искуство од овие што беа Немам поим, не знам како функционираат. кога ќе се зародат. Па да, Па така нели викаат кога ќе да се зародиме. обично нели луѓе сме, ќе се заситиме еден од друг и на некој му треба простор. Да. Така уствари се сменија сите членови. Така е. Да, Најверојатно тоа ќе биде, тоа е жива материја. Да, и природно ќе биде Природно ќе биде и некој во некој иден период Да. го напушти бендот. Од различни причини. Некој ќе се измори веќе не може да го прави тоа. Да. Сака да одмори. Види, обично бендовите пеачите генерално ги напуштаат заради тоа што сметаат дека треба да направат соло кариера, можеби, нели? Така да генерално другите функционираат. Барем од примери. Што ме гледате така што не е така. Па, точно е тоа, да. Викам нешто Може би згрешно заради кажам. тоа што јас се доживувам како инструменталист, јас имам проблем кога треба да држам само микрофон. За кореографија и играње баш и не ме бива. Нека играат гости. Да. Свирам бас и можеби затоа се чувствувам како инструменталист. Бас не можеш да свириш со матрица или со сайзер. Ти треба бенд. Да, јасно. така. е. Чувството е дополнително подобро. Поинаку или кога подобро. свириш, да. Така е. Ај малку за чудни навики. Што чудна навики имате?
Александар, кажи за вас нещо, може не, за нас Александар. може да. Чудна навика. Чудна навика нещо што прави. За тебе? Ајде. Немам поим. Чудно. Не се познаваме, изгледа. Само свириме и пееме. Како бе, не се познавате? Се познавате сигурно, ама не ви Па се познаваме, веќе сега моментално чудна навика. За Мици знам што е чудна навика. Ајде кажи за Клавиатуристот. другите зими. Да. Има навика постојано да касни. Дури и кога Треба да почнат. Сме во неговиот град, да, го тој чекаме, касни. А последен доаѓа. Да, пак касни. стално касни. Нема некој си касни. Поздрав. Ама Поздрав, Мици. Тоа не е намерно како да го темпира и да нема работа. Дома ќе седи и ќе 3 минути плюс. Важно. Да, ама има такви луѓе, да. Да. Вечно доцни. Ја бев таква иста додека не ме научи да имам дека ке Сопруга, сака Да. да кажа. Пример, Дени има Која земја постојано своја. некоја забелешка. За било што. така. Да. Ќе ја завршиме вечерта. Значи, ќе се случи некоја лумперајка, сите ќе пеат, ќе викат еуфорија. И само што ќе завршиме, ќе се пакуваме и он има одма забелешка. Може ли подобро малку? На бендот? Да, на Не, комплетна, на се, знаеш. И на себе? Па и на себе, да, Да, на да, сите, да. комплетна некоја. Ама добро е Критичар, тоа, да, Кира, ама критичар, добро а? е тоа. Да, заради тоа одиме Заради тоа нагоре и што мораш нагоре да и одиш нагоре, така да. само одиш Да, нагоре. одлично, Замислите одлична да кажете особина. топ сме, ние нема И како таму ќе нас. застанеме. Да, Да. така, да. Ние Тоа секогаш направено бараме си. нешто плюс, нешто плюс, нешто. И така се надоградуваме. Дали со техника, дали со... Мене ова ме свирење. интересира, преска не ве прашав. Еден е во Штип, еден е во каде беше? Во Кочани, Пробиштип. еден е во Кавадарци, еден е во Пробиштип. Скопје, Пробиштип и така натаму. Ви како вижвате? Па, Онлайн? не. После короната, Се собираме онлайн. или во Скопје или во Штип. Најчесто Скопје или Штип. Добро, значи кај Дени? Па не, обично изнемуваме просторија. А, изнемувате. Да, и Има се просторија. местиме и свириме гласно. Да Слушај, можеме а потреба од пеачка има ли? Па сме имале... За кате прачо? Да. Сме имале... Се Ке шегувам, пеам нели? и пробам. Не, генерално во бенд треба да има и Имаш ки женски вокал, затоа што Да. има песни кои што не може да ги Јас ги испева. пеам и тие. Да ги фаќаш високо? Па, не високо, него ги Тенко. транспонирам. Да биде на граница на мојот максимум, а да биде тука. А да Е, бидеш значи има- нема потреба Да. од женски вокал. Па не, ако инсистираат луѓето да има. Обично Си имате соработка со да, имаме пеачки? со сите имаме соработка. Ќе си одберат која ја сакаат, ќе дојде. доаѓа заедно Се со вас. договараме и свириме, нема никаков проблем. Добро. Сме настапувале со Да, со сите. тоа знаеме, него викам вака во бендов дали има потреба. Не, За стален член. За сега, за сега. постојан член не. Јас ги пеам и тие. Озбилно. Ти гледал тој рилот кога еден излигува са, не знам кој е талент шоу и вика со што ќе се представите и он вика што ќе биде поинако во вашето представување, вика јас ќе го пеам и машкиот и женскиот вокал. И стварно ја пее така песна. Си се обидел така, на пример, не знам некоја Не сум пробала. Некој дует, да некој речем да го машки и испееш женско. повисоко женскиот, пониско пониско машки машки. вокал, нормално. Па да. Како што е дуетот. Да, го правам тоа на свирки, да. Браво, Кира. Во истиот тој. Ти ќе ми кажуваш рилсови таму на Или со еве. некој фалсет, полуфалсет, да го отпеам и женскиот дел, да. Ти тикнува на нешто вака да чуеме како би изгледало тоа? Па, Ај стварно, еве ако ти треба и со гитарата капела, интонација, не, чисто онака по една не мораш реченица. ако- По една да во реченица. топичи и ова. Принцеза. Прин. Ау, е, Многу ти си- едноставно, Ајде. Ајде, ова не Ајде, планирано, жити ама се, нема ајде. проблем. Не, Само не. Само сега Мината дали ќе покажа. ми текне текстот во моментот. Чекам. Ќе го прогугламе. Чекам, може ќе ти помогнам, Кира. Поентата ни е да најдам. да чуеме разликата, иначе нели. Не најдам побрзо може да. Виж, ти си принцеза и готово. Принцеза. Да, и веќе. Вијаш? Да, ова беше сега женскиот дел. Ајде. Ти живиш, ден звезда ткају са од сребра и невиношу сјај твоје лице, док не достижам као сена. Наставljаш svoj lep negde sakriven tvoj je sve.
vječnom ljubavlju dodirni me i ostani uz mene. Maški glas. Ti si princeza. Stvara čuda. Budi iskrena, uputi mi. Osmeh da znam, ko stojiš nisi sam. Negde izvan planeta. Čekaj, drž gitarite. Daj, imamo više muzika, daj muzika budimo, pa poslije ke продолжиме. Ајде, може. Ништо, тоа што си го планиравте, ајде, уште музички да кога сме веќе расположени да спеани. Како беше текстот? Кој текст ти треба? Абе, како беше? Морска звезда. Ај, Целиот град за тебе зборува колку си ти згодна и убава. Секоја ноќ другари за тебе збора. Кажи ми ти кого погледнуваш, чекори твој каде ти позвона. И руски рулет би играл за тебе. И живот би дал само да посакаш ти. За момент ме запали коrazon. Остави се и дојди сакај ме. Патува далечен глас. Каде си ти? Од тебе изгорев јас. да, ја тргнав пушка да пеам. И ме зима кај да. Продолжиш вака, подобро што сопреа. Што ќе прави без водителка? Ке ми отидеше во пејачки ке ти води. фалам. Ти го веќе пушти му работот. Гледаш? Не би ја дал. Не. Ке ти изменаджирам. Нема настапи додека си на емисија. Знаеш. Секако нема. Не, ова време слободна ке бидеш. После тоа. Зима и носи. После тоа. Ке не вратат од првот настап. Толку. Океј, ајде одиме малку пауза, па да се враќаме. Да. Не беше прашање, Па, доста. ке си комбинираме да ајде. Добро, реклами. Рекламчиња, па се враќаме назад. Никој како Браво Бенд или дел од Браво Бенд во студиото, Кири Александар. И сега продолжуваме со уште некое прашање, па потоа и со неколку игри и предизвици, така не? Ама сите истина, добро е. А кажи ми, кога сме ке Браво Бенд, колку членови до сега, ова може и за во квиз за добро, петина да колку оди утре. изротирала? Може ми се да Колку ги членови вкупно Браво Бенд од своето постоење имале до сега? Имате бројка? Јас можам да пребројам. Ајде, прибрај. Најверојатно околу со се нас околу 14. 14. Да. Добро. Ето. Околу Добро би 14. било Треба за квиз. тркалото. Ако се погодива прашање, да знаете. 14, да. 14. Добро, да продолжиме онимо каде што застанавме со оние прашања, нели, секојдневни ситуации, интересни доживувања, за после да се префрлиме на оние игри кои што и со вас ќе ги играме, односно предизвици. Александар, изваден од памет. Александар Мислиш, ќе му стига дадеме вика, овде. Дени, зошто ме зизна да дојдам место тебе? Така вика, знам. Добро, ајде да продолжиме. Која славна личност би избирале за свој ментор и зошто баш неа? Кири Едно Александар. можеш Миле. Кој? Маркус Миле за ментор, да. Добро. Басиста. Светски познат Басист. басист. Александар, нема да кажеш истиот како избераш. Па не може. Гитарист ги прави. Добро, ајде гитарист. Па попознат свеќе починат Гери Мур. Него би го избрал. Не прашуваме зошто, нормално. Се знае зошто. Да. Сушто се најдобри. Кажете ми, како се гледате себе си за 5 години? Некако кога почнавме да евоцираме спомени, да. почетоци и така натаму, што се променило, што мислите дека ќе се промени? И како светот ќе се промени, а како Браво Бенд? Немој така сега и ти.
Колку ќе се дигитализираат Браво Бенд? Ајде. Се шегувам. За 5 години, да речеме, како го гледате вашиот бенд? Работно најверојатно исто. Сигурно ќе бидам на истото место в работа, пошто сум на струка, нели? А Браво Бенд сигурно ќе расте. Барем јас така очекувам да биде. Па добро, да, ако сте ентузијастички Ако расположени. продолжиме вака, да, со ова темпо, мислам дека ќе растеме, да. Може би ќе доживееме и во Македонија да свириме наместо обични тезги. Трето доба. Да, големи бини, концерти. Слушај, а јас одма трето доба, Тоа да ни би беше пензионери која ќе бидат. Па да, тоа ни беше сон. Па далеко сме уште од пензионери. Не се Уште шегувам, многу. нормално. Ама види, убава желба ви посакав. Да. Па најверојатно да, во Македонија изгледа само како пензионери би можеле да отсвириме од 2-3 добри концерти. Да. Можете и порано. Звучи депресивно, но е реално. Кога бевме средношколци и учевме музика и на факултет, се надевавме дека со тоа што ќе го правиме, тоа ќе биде препознаено и ќе функционира. Да. Во одреден период функционираше и дојде еден момент кога застана. Така е, се сложувам. И- Каде што и квалитетот тоа повеќе стои. Да. не е Нема пресуден. поместување, да. Да, нема никакво поместување. И затоа сите, дури најквалитетните бендови можеш да ги видиш на приватна прослава дома кај некој. Во сопче како Така е. се наместени и свират. Тоа е реалност. Да. За И жал. така е. Колку до сега песни имате ваши авторски? Па јас пеам 7 или 8 песни, мислам дека Добро. пеам на Браво Бенд. А претходно Браво Бенд имат 2 албуми и уште 3-4 синглови. Значи има Има доста- материјал има кој што би материјал, можел да биде концерт, да речем. Од старите песни ние добри 7-8 песни си ги свириме на свирки. И луѓето ги знаат. И добро, мислиш И од дека не новите може, песни? значи 2 албума, 3 синглови и овие 8 плюс тоа се баги Да. песни доволни за Се, концерт. да. Никогаш не се размислувале до сега да Па не сме направите размислувале, затоа што тоа ние би можеле да го направиме. Тоа би Да. бил наша сатисфакција што Така. сами ќе ја isfinansirаме и ќе ја направиме, не дека не. Види, вие таков поканиме. концерт свирите секој ден. Да, Вие точно. сте Ма добро, спремни не за би такво било нешто, исто. само треба да биде Точно, официјално. Да. Не само да биде официјално, ние сакаме тоа да е природно. Така е. Значи го луѓето да замисла сакаат да го слушнат тоа. Како Александар, ќе зборува, чекајте, дечки. Амплак да направиме акустично. Добро. Нешто замисла имавме, ама нешто сега со Ќе го направиме новите тоа. песни, ама чим ни план, Ќе биде. ќе биде. Одлично. Добро. Ако ништо друго за сатисфакција не Да. треба. Тоа сигурно. Јасно. Да, многу сериозно е стеравме сега. Не беше тоа целта, ама некогаш и сериозно треба да се споделат некои работи кои што ни се случуваат во музиката и после викаме зошто ја немаме македонската музика присутна во клубовите, во локалите, по медиумите, кај луѓево, зошто се слуша од соседните земји, зошто немаме хитови, авторски песни, Затоа што експанзија тоа како се што имавме во форсира. 90-тите. Ако се форсира тоа што е наше, Не, имаме Би било друг е фино. проблемот. Имаме недостаток ние и од автори, и од нашите продуценти докажани работат за надвор, така да да. не е Не само се проблемот дека фокусирани не овде. се форсира. Добар хит ќе ти го пронајдат, па нигде да не го пуштиш. Ќе се заинтересираат сите радија, ќе се заинтересираат и луѓето на социјалните мрежи да Така е, најдат да. песната и да ја слушаат. Да, Така ќе ја да слушаат. тука да сме јасни. Точно е тоа, да. Ни фалат добри песни. се трудиме. Се надеваме Јас новата мислам дека песна. Има ново нешто, крчката ново, да рече. Па да, селектираме и нормално ќе одбереме и ќе правиме. Сите ги правиме различни, пошто така и свириме. Да. Нели? На нашите свирки можат да слушнат од македонски фолк, македонска народна музика до па и турбо фолк. И Ама и рок. Рок-н-рол. и рок н рол, И да. морате да се адаптирате на тоа што го бара публиката. така ни се и песните. клубовите, така е, јасно. Малку да играме? Која Или е сакаш уште? Не, уште една. Која е најчудната фризура која никогаш сте ја имале? Јас знам, сигурно. Ајде Во кажувам. најлудите години имав долга коса Добро. и тоа после некои 10 на 15 години кај сите жени стана мода. Она, знаеш, до тука е природна твоја боја, а надоле е Таква ти беше? да, панкерска фризура, да. Да. Сериозно. Да. Колку време носеше така? Па сигурно неколку месеци. 5-6 месеци. Вау. Неколку месеци, па чекај, таа требаше да ти израсне за Па колку да, време? она си расте. Да, До да, тука и ти е како си твоја, расте? како си Ти расте. збориш за да ја стигне овако. Да ја извади бојата скроз да излезе бојата. Така бев фарбан. Господе, Боже, Кире. Да. Добро, тоа Боже. така било модерно, па што? А косата ми Рокер. беше до тука. Да. Рокер во тој филм? Да.
Рокер скроз. Веаш, мислам. Александар, кажи нешто жити све дека си имал некоја најчудна фризура, најлуда. Па, искрено не сум имал. Ни долга коса. Ни долга коса, Ајде, не. во следниот Не. период. Направи нешто чудно, следниот па да ни А раскаже. чудна гитара имал, пошто е левак, да. Чудна гитара, ајде. А за тоа ти се закачи дали јас сум левак и зошто сум левак, ја веднаш тргнав да му објаснувам, а не сватив дека уствари човекот Ајде, раскажи ни сега за Па гитара. првата моја гитара беше оригинал десна и мораше да ги обрнам жиците. Добро, За да за да свирам. стане оригинал лева, за да стане Да. направена лева. Значи вие не можете до сега да си ги менјате гитари. Не. Многу пати се има случај на тоа. И јас ке седиме кај мене и му речам, и јас ќе ти ја дам моите џабе. Шо ке ми е? Треба сите жици да ги префрлиш, а? Да. Тоа е. Други проблеми со тоа што си левак немаш? Не, не. А пишеш што десна? Проблеми имам што не доаѓаат други музичари Да свират. да свират. Да, на твојава гитара. Јас ја дадам, видат и ствари некои Да, видат. дека е за Не левак. му се исплати да ја штима и да ја префрла. А не Никој можеш, не го Алекс- спасува у Александар, кафана. не можеш со Не десно. можам, Не можеш со десно да можам. свириш. Ама не е тоа. Не е тоа. Да. Све правиш со лева? Све. Зборам Не се со десна. пишување, јадење, Да. што да? Со десна. Со десна? А, со десна, Учителката само во прво оделение те зезва. Истиот Да, па ние проблем, сме- тоа е таа генерација. врзуваше раката Левата ти ја врзуваше. за маса. Да, Што се чудиш, мене истото ми се дешава. Чекај малце, и како ви Јас сум останата? левак, пишувам со десна и затоа ми е лош ракописот. Можам и со лева да пишувам како прваче, пошто тогаш ме одвикнале веројатно и ти. Да. Добро, Во тоа време не да, беше да, не дозволено да смееше да пишуваш бидеш со со лева. лева, И ние сме таа генерација. и Чекај, тоа а е тоа. сега им дозволуваат на децата Да. да пишуваат со Сега, лева? па сега левак ако си сега си плюс интелигентен. Интелигентен си, Така. така е, така е. Сакаш да кажеш дека ние не сме интелигентни. Не сакам да кажам дека се смени работите, сега сме више интелигентни, бе, брат. Ако до сега бевме на трапници. Окей. Ки играме? Ајде, сакаме кој сум јас прво? Кој сум јас? Да, Ајде, чекај, кај ни са тие, еве. Кој сум јас? Еве ги. Треба да пееме, кој сум јас? Не, бе, да пеевте, доста пеевте, чека маца да изиграме, не играм. не. Значи, што е работата со кој сум јас? И јас пишувам овде, Исклучи го тоа. со бендови идеме, да Да, биде со поинтересно. бендови, Значи, бендови од Македонија ќе ви пишам. Кои што треба да ги погодите. Односно, Едниот ќе биде еден бенд, другиот друг бенд македонски. така е. Само да исклучиме Да превиот. не се видите. Да, Еве ти ги нена. добро. И одговара, одјасним како да одговара. И сега, значи, ти нели не го гледаш својот бенд, така? Чекај само Го ми. прашуваш Александар, Треба фломастер. така ги концепираш прашањата за он да ти одговара со да или не. Нели, или да или не. Нема објаснување. Нема објаснување, асоцирање и така натаму. Ако заглавите некаде, ќе се обидеме да помогнеме Добро. сите. Тоа е мојабетот. И Александар исто. Значи не го гледаш бендот кој што ти е напишан на глава и го прашуваш Кира некакви прашања, нели, за да го асоцираш, нели, што свират, како свират, а онда, нели, не што свират, него, нели, рок, не знам, само за да он може да ти одговори да или не. Јасно ли е? Колку ги знаеме македонските бендови? Ги знаете, сигурно. Ги знаете. Ај сега ќе биде интересно, па ќе помагаме ако треба. Чекај да видиме. Еве ти биди вака. Ајде. Ајде. Добро, нема реакција уште. Нема. Чекај, не видоа. Добро, видовте? Виде која е, Кира? Добро, не му кажуваме Значи, ништо. Кира, ти треба да погодиш кој бенд го имаш начело. Добро. А он ти помага со да и со не. Прашањата формулира ги за со да и со не. Па ако заглавите, ќе помогнеме и малку плюс. Читаш Александар што му пишува, така? Добро. Пее машко или женско? Машко. Абе не, со да и не, нели рековме? Ајде. Нервно ќе не осакатите. Нервно ќе не осакатите. Значи машко. Да. Добро. Каране сега да го следек. Да. Поголем бенд или помал? Поголем. Да. Што поголем? Браво, гледаш Да, како? со членови, да. Александар, членови? ти текнува на бендот, така? Да. Да прашам јас, пошто да не испадне не ти текнува. Не. Не се ари. Машко. Машко. Кажувај. Ти одма што се залета кој пее, може сите пеат. Сите пеат. Да. И сега не ми текнува. Ајде се, што ти доаѓа прашувај. Ајде, кажувај. Што пеат прашај? Мислам, што кажи некој. Има многу прашања што треба да ги Стил на поставиш, музика, нели? ајде. Дали Стил на уште музика некој постоја, кажи. кога пее? Е, сега ако на Јован Јованов бендот, како се викаше? Магија се викаше, не се Не е пие. тој. Не,
Сакавме да ги ставиме. Да. Друг бенд, Ајде. не ми текна. Машки. Дали постојат Не уште постојат прашања? веќе. Постојат. Не. Не. Не постојат веќе. Не постојат. Не, Не, не. 90-тите ги има големите Да. хитови со. Нови дечки. Така е! Требаше да прашуваш, нели сите овие прашања? Гледаш, како може така да му помогне одма. Па не, затоа не даваме асоциација, не даваме асоциација, затоа викаме да не, Ајде, ајде. Александар, Ти си прашувај. наред. Група? Да, група е секако. Македонски. Македонска. Да. Вокал машки? Да, Само машки. да. Рокери? Па, да. Поп. Поп, да. Поп-рок. Има ти тоа и тоа. Све. Народно не свират. Не Да. свират народно никако. Млад бенд? Не. Не. Како за вас ако не сте млад бенд, што ми одговориле, бе? Средни. Па и они така. Да, тука е некаде. Среден бенд. Браво бенд? Не, Не. Не. Ајде, одма сега, ние со помош малце да му помогнеме. Значи, беа и тоа време актуелни, но и 20-тите. сега се многу актуелни. Да. Ја да Помогни, ајде. беа кај мене во Дом на млади. Беа ке мене во Дом на млади. Помогна? Па мислам дека да. Не Сега му скоро? Па пред 2 години. 3. Кои се актуелни сега бендови македонски, Да. на кои што од прва ти текнува? Една Ако не песна од отпрва. Емо што ја свириме стално. Ама добро, да, на телевизија се... Нокаут? Нокаут! Која е таа песна што ја свирите секогаш од? Епа, ајде по теркот претходно да Ајде, видиме да малце. чуеме? Тинг-динг-динг. Ај ти свири, јас ке. Ти ке пееш? Да. Ајде. Може ли? Нокно љубовно студио, ало глава лудило, јас и ти главни актери, конечно, јас и ти, на сите други сега заборави. Во овој кревет ти остани, сакај ме, дај покажи, дека си моја, докажи, и нема веќе трема. Нема ни дилема, сакам да ја гледам, таа твоја глума волшебна и никогаш јас нема да се смерам, се додека гледам, дека ти на мене припаѓаш. Одлично. Поздрав, Пире, поздрав, Нокаут. Да, Одлично. се гледаме наскоро. Нема се ги каниме. Во етер ги каниме. Сега ќе си цртаме. Нема веќе трема, нема Дај. дилема. Повели Ајде, во наскоро. Александар, немаш више трема или уште имаш трема? Немам, Само сега да имам го- дилема. Готово. Имам дилема. По мене немаш ни дилема, готово. За денеска. Имаме Одлучивме избор. да цртате инструменти. Но, имаме 5 инструменти кои што нас не се распоредени со бројчиња, за да биде ферски си кажувате кој е бројче и кој ќе ви се падне тој. Но за да биде уште поферски, ние ќе ги кажеме сите инструменти што ги имаме замислено, но во различен редослед, нели? За да не може да си бирате што ќе цртате. Така што е вака се. Ајде. Да речеме имаме саксофон, имаме клавир, имаме виолина, имаме гајда и имаме хармоника. Не се по Како сте редослед со тако. цртање? Александар? Па сигурно од 8 делени нема.
Нема цртано. Ти одеше во 8? Не. Па добро, сега не си бил на Малбитовски Монмартер, али Да, петки ама- си имал ликовно. На масава единствено ни на злата црта изгледа така. Бидам искрен, Добро. тато ми ги црташе. Тато? сега да Добро седеш на е, татката. добро е. Да дойде татко ти да Ало, нацрта. тато. Ало, тато морам да Александър, ти црташ. како си со цртење? Катастрофа? Скоро. Добро. Добро, значи ќе биде смешно. Значи јас цртам едно, тој Не, друго. чекај, сега чекај. кажуваш Бројка број, од кажува од 1 до 1 до 5. 5. А ние ќе ти кажеме што За да ти ти црташ. кажам што ти се падна. Пет. Што имаш на 5? Виолина. Виолина. Ти цитираш виолина. Кажеш што? Саксофон. Саксофон. А туку сакав гајдата да се. Тоа е. Значи имаш виолина Да, и почнувајте. имаш саксофон. Ајде, бе. Цртај, та. Како ќе излезе? Дали ќе личи на тој инструмент или можеби виолината ќе личи на гитара? Гитара? Па добро. Саксофонот на... Нема да му биде ништо проблем. Труба. Он знае гитара да нацрта, така е сега само треба. Тоа би, не, види, тоа нема да биде проблем ако виолината личи на гитара, но ако виолината личи на гајда, ќе биде Тоа би проблем. било голем проблем. Ма добро се држат, види, А за то тоа што помош кажа се дека вика, е вика, врска. добар си, шо ти е? Добро. Како се вика тоа тама што стои? Кобиличка. Кобиличката, добро. Кобилче, Да. и на крај Сега гудалци, тука има. жички, да. За левак или за деснак? Ова е мини инструмент од мојот инструмент. Јас уствари сум така. контрабасист. А, контрабасисти. Браво. Би требало да е Кој ти предаваше контрабас? Бејков. А Беков. Добро. Ја мислев тоа да ще не Нека Одлично. И, па учи на добри сте гитара. за тоа како. Гудалцето стави Гудало го таму. само нацртај го и Од готов. страна го. Да. Ето така. И може. топ си. Добар си. Може да ги фатија, ама може вака и да ги сликнеме покажа. со нашите цртежи, уметнички дела, па после Па добро Малку било. личи на гитара, ама Не, добро, јас со Гудалово ја реши. или па со таков фломастер сега нема Па да, да да. погоничниците Да, и да ајде бе. добри сме. Добри И сте, одлични. саксофонот личи на саксофон, шутија. личи на ништо. Поздрав Ајде, до добро. колегата, саксофонот на Моцо. На Ете мојата го, на мојата саксофон. саксофон. Ете го. Добре. Одиме сега пак на песна. Ама она што вие Она ја што избравте. ја планиравме, пошто ова се непланирано беше, Да. одиме на плански. Гитара моја, така? не, Не, одиме друга? се на стара од Браво Бенд. Може. Ама весела. Ајде, весела. Ќе ви се придружим. Прв пат со тебе сум денес, а нослов за љубов. Ти ме прашуваш, ој сега ми зборуваш за вчера и дека сум те сакал, но не се сеќавам. Било како било, заборави на се, те препознав со друга, да не се лажеме. Немам ниту љубов, ни срце за тебе. Се што сум ти кажал, за неа значеше. Било како било, заборави на се. Те препознав со друга, да не се лажеме. Немам ниту љубов, ни срце за тебе. Се што сум ти кажал, за неа значеше. Браво, бен. Видиш, ова ја имам заборавено. Да, било како било, заборави. Знам, Ај, браво. ето, одамна не сум ја Било слушнал. како Така да, Па сигурно едно 15 години. 15 Сигурно. години е. Па, Браво. сигурно. Добро, се подсетивме на убави рефрени. И повторно се враќаме на тоа дека старите песни и добрите хитови не се забораваат и остануваат. Па ние имавме еден план да ги пресвириме во живо и најверојатно ќе го направиме тоа. Да, тоа Па одлично ете поминува. како најава за нешто Да. концертно, така ли? Кога ќе се подсети публикава на хитовите, Иве автоматски. побара. Некојаш хит, повторно хит, да. Така е, Така е. така е, така е. Да. Само треба вистинското време. Ајде, кате, што? Реклами! Што? Реклами! Што? Реклами! враќаме на тоа предизвик.
Како беше, Кира? Било како било, заборави ме се. Пеачкава. Нема го, него ја готово. Да. Еве сега да ви кажеме дека колеги ваши, мислам музичари ќе бидат и утре гости, значи утре како сме споени само музичари, ама во друга бранша. Таа е диригент или маестра, се вика Бисера Чадловска и тој е пак оперски пејач и се вика Георги Цуцковски. Мислиш дека ќе биде забавно, Кира? Сигурно. Добро. Ја друго ти пофатив сега од Што ова е што сега го кажуваше, пофати? вика. Како се погодивме се музичари. Да. И она се стави во Не, групава. како се погодивме, демек не дела. А се погодивме. Убаво те слушна. Се музичари, да. Па не, она веќе е во бендот Ама ваш, така скар. да тоа сака. Ама ќе ти Зошто? се скарам, Ама ќе ти си нели отидам у бенд? стварно во бендот. Па после ќе плачеш по Не те бендот. давам ја во бендот, бре. Како беше песната? Било како било, заборави на се. Океј, време е за предизвикот на самиот крај од денешното издание на Кој како. Ајде. Значи имате 5 обични чаши и 6-та црна. Таа за крај ќе ја чувате. Слушај, Александар, што ни кажа, 3 збора кажа. Ова, немој да не си победил са на твоја сум. Кате од твоја страна. Готово. браво. Ајде. Не треба да ви објаснувам како што, го направивме тоа пред реклама. Објасни, Гледате шедно. само да не ви летаат наоколу чашите, него, односно топчињата, него да бидат во чашите. Чаша. Сте играли ова игра? Никако. Не. Сега е вистинско време. Сега ќе пробам. Да ја пробате. 3 за 4 позор сега. А сега? Знаеш, не е само да многу се брза, убаво испланирајте, Браво. заради тоа што ако брзаш Браво, пак ќе летне, Александра. а ако летне нема враќање. Добро. Опа! Отида? Да си го И на земам него или не? му отиде. Не Добро, се секире, едно нема отида. зимање. Добро. Што е паднато, И паднато. до бону стигна. Браво! Александар, ти гледаше Шупра и Кира, затоа иначе ние побрзи бевме. Браво! Ето така, одлично, одлично. Пата, Добра пата е. се уствари? Да, бе. Пата. Од кај ги вадиш ти пата, ајде ка ти биде. Ајде бе, колку са? А они са Па едно 5. само падна. Добро, кај нас двај. Чекај, не падна едно, да едно плава. Што сакаш да пробаш? Да, еве. Каде ти се игра оваа игра? Не. Сега е Ама вистинско готово, време да ама пробаш. 5 са. Пробај, ајде. Ја да ја пробам. Што? Со едно чаш. Добро. Ја да пробам. Нема шанси. Било како било, не, со песна е заборави многу нас. полесно. Слушај, имаме време уште за песна. Не, чекај, јас прво сакам да ги добро, прашаме, затоа што не е многу ни открија на самиот старт околу новата песна. Имавме можност да зирнеме од спотот, веројатно достапен на YouTube. Да, на Промовиран нашиот пред канал на неколку YouTube. дена, баш свежо. Па пред недела дена, песната се вика Те љубам на македонски, Да љубим на српски. Има два текста и двата се на Весна Малинова. Двојазична. Да, двојазична, да. Двојазична, да. На кој му одговара, таа да си ја слуша. Да. Оваа српска е наменски нешто повторно за преку За тој граници. Па генерално да. Да. Кај нас не знам зошто, но и српските минуваат. Така. Но македонската многу добро ја оди. Веќе има добро, доста прегледи на YouTube. Браво. Сите може да ја најдат на нашиот канал. Ќе ве замолам, лайк, subscribe. И отидете на нашиот. Да. Како? И таму сакаме лайк, Шер. Да, може. Кажете ми, спотот, чива идеја беше? Спотот го правеше како? Георги Вацев, како и претходните два спота. Екипата А вие, е иста. значи, тимот не го Продукцијски, менува, да, продукцијски истата продукција го правеше. Аранжманот е на Јован Лазаревич Тукс, истиот продуцент, истиот аранжер. Спотот кај Георги Вацев исто. Така, се надеваме дека и наредната песна така ќе биде. Кажете ми, Нормално, авторите ги учествувате мене- во тој дел, кој Да, што да, генерално па и создавање не е на- ваша работа сега на кој локација ќе се снима, како ќе се прави спотот, но обично сите сакаме сугестии да даваме, нели? Или Не даваме Не сум сугестии, оставаме тоа да биде строго негова работа. така? Ќе ни каже како да се облечеме, што да правиме и тоа е тоа. Во делот на видео, а во делот на аудио, на музика, тоа таму имаме многу сугестии. наистина И, Нормално. и тоа најмногу таму заглавуваме. Кога една песна ќе биде готова Добро. и најчесто имаме едно 200 забелешки, па се поправа. Чекај, 200. Па да. Чекај, секој по овде да се нешто. задржиме на Да. ова. Вие сте 6 мина. Да. И рече, обично тука сте некаде со размислувањата како треба да звучи и да изгледа. Секој си има свој човек на кој што му ја пушта песната за да ја оцени
Или едноставно тоа што вие ќе го заклучите дека е добро, е добро и не сме никој да се меша? Најпрвен слушаме ние. Аха. 6 души. Добро. Секој дава забелешки што мисли. Добро. Што е вишок, што е малку, Добро. што да се додаде, И што го да се имате вие исправи. финишот во Да. студио. Потоа на најблиските ја давам Добро. да ја слушам. Или пријатели, блиски, или дома. Колеги музичари. Ти Да. кому ја? Кој ја слуша? Кај мене прв ја слуша син ми. А син ти? Па да. Добро. Сигурно е до мене и сите верзии ги слуша заедно со мене. Аха. Потоа Чекај Ивана. малци и забелешки има и он? Па има, Нико? да. Хајде. Веројатно, Најискрен слушател е некој дете што не знае ништо за музика. Аха, Ти се така. допаѓа или не ти се Тоа допаѓа? сакав да прашам, дали веројатно од кога вие ќе ја финиширате, нели, ја пуштате на луѓе кои што се Не се музичари, да. Да, Најчесто тие него се најдобри. случајни. Кој што се публика, Да. нели? Да. Публика или... Ако пројде кај некој Слушатели. таков, значи Дали им се допаѓа или не. Пошто музичарите секогаш ќе најдат некаква забелешка. да. Секогаш. И ние самите, дури и кога е готова песната и кога ја слушаме, после година дена ние ќе најдеме нешто што би можело да биде малку. Аха. Не, ама не ми одговори за 200 забелешки. Како ги решавате 200 забелешки? Знаеш што е тоа во парламент да се решат 200 забелешки? Не во Тоа се парламент. 200 амандмани. Забелешките се генерално на продукцијски дел. А, на продукцијски. Да, генерално е продукцијски дел, затоа што првично ќе ја слушнеме аранжмански. Така. Спремна како Добро. демо снимка. Така е. Во тој дел ќе најдеме неколку забелешки. Аха, генерално Сите ако сите. имаме, да, Добро. по една, по две, по три. Ќе ги кажеме на аранжерот, тој ќе ги А, коригира. така, да ги коригира па ги добиеме, веднаш. па потоа може да се предомислиме. А има и тоа. Да си вратиме назад како а, било. не ни се допаѓа па не, се, ова дайте не е ни баш сега нешто. назад. Аха. Па потоа ќе цртарала, нешто цртарала. па нешто ново. Тоа не нове. Па после Така е следува дел со продукција. Ќе се отсними песната, јас ќе ги отснимам вокалите, пратечи вокали, инструменти Добро, во живо се. добро. И на крај го слушаме. Па тука има финеси. Гитарата е тивка, гитарата е гласна. Вокалот е слаб. Нема добар еквилайзер. Тоа. И така 200 забелешки. многу на било. крај Ами ќе стигнеме ова до вашево издавање на песна стварно било комплицирано. Па затоа ја растргаме Значи на друг пат 9 кога ќе ми месеци. речат кога нова песна, стварно треба да се помислам дали да На прашам. последните 3 песни се растргнавме на 9 месеци. А требаше да биде за 3. И добро е според ова што го кажа, брзо сте направиле. Ја Ништо. мислам дека сите се тај. Така е. Ништо, Фала ви завршуваме многу. со Никола тај. Фала и на вас. Пи нешто. Ајде. Било како било. Се гледаме утре 17:15. Истра Чановски, Георги Цуцковски. Чао! Ајде, Кате, научи ги. Првата ти тргна. Било заборави на се.